Добър ден. Да ви помогнем с куферите? Не, само ќе се однесам. Резервация? Да, еднокреветна соба за една недела на Хелена Клеопатра. Хелена или Клеопатра? Двете. Да, се извинувам. Сега читам. Наим се угол за вас. Погледте. Първи спрат по одникот. Има поклонен на вработен и јас вработен. Као прво, ја имам најдугачок стаж у пансионот, а као второ, сум го управljala чудово и знам да го менаџирам. Аз ме гледале како го управляш. Затоа сите фенови не работат. Јави се. Не се јавувам. Леле, јави се или ке те отпуштам? Не се јавувам, дур не ми се каже кој ми се нови гасти, што и за колкава плата ќе работи. Така, по официјално, јас сум уште менаџер на пансионот и дури нема змија да представа да ти вика, ја ке ти викам. Тој е змијата. Не, туј е, бе, у Бугарија е. Тој е змијата. Еде, уште трукот на преславани па... Шо приш, бе? Шо приш, бе? Стигни се ке влезе некој, види го! Шо... Чему та ц***а? Ево ме, идем, Елена. Ти зашо не си на рецепција? Мене е в Крпе, имамо нова гостинка, па... Крпи се менуваат пред да дојде гостинката. Знаем, ама и фенот ти се расипоја, па И да ја фен донесем... се проверува пред да дојде гостинката. Извини, колешке, ти во кое својство вака викаш по мене? Ко бивша рецепционерка или ко бивша менаџерка? Ко будуча собственичка. Ка купи преспав? Не бе, ја добив на поклона. Од Преслава? Од Геннади Талав, Геннади. Ајде да се прашаш? Ајде врши рецепција! Па смакзу. Добро, што правиш толку долго време во тоалетот? Тоа, ништо, ме фаќал стомак. Слушај, ќе појдеш сега кај нашата конкуренција. Да шпионирам? Знаеш ли дека тоа се викаат индустријска шпионажа и казнива со закон, Антонио Оле? Ајде сега, инспектор, индустријска шпионажа. Го праќаме во хотел, не го праќаме во фабрика. Ја. Талат, најлегално ќе си влезеш ти, внатре ќе им честиташ најкултурно за успешната забава и ќе им посакаш се најубаво од пансион Преспав. Земи таму некој поклон однеси и потоа ќе се вратиш да ни раскажеш. Разбра? Да. Момак, да те замолам нешто? Да, повелете? А една собарица ке мене во соба да викнете? Немамо собарица, јасу собарица. Вуќе доваѓало чудовиште! Браќа на Преслава? Вистинско чудовиште! 2 метра, може 3 метра, змија, огромна! И да те касте, нема да ти биде први пут, може си стекнувал имунитет. Ајде, од едно змијулче ке се плашам. Сега ќе ви ја донесам набодена на ражен. Марио ќе ја сготви. Добро вечер. Како можам да ви помогне? Добро вечер. Каква е оваа забава овде вечерва и зошто јас не сум поканет како роден брат? И јас ко роден комшија. Доне, Ама не знаем јас тоа, јас не сум ги правил списковите. а има и спискове. Како не? Па очекуваме преку 100 гости. Има ваќе гунгула да биде овде, да нема иглаха и да падне. И меѓу 100 гости мене ме нема. Па немате купувано карти. Томе, тек тогаш ќе си имаме проблеми. Ja, ako prežive, onda lupa kazni sekoj den. Можда болje да не преживи. Ама таде ќе одговараме за убиство од небрежност. Не е убиство ако те касне змија. Во наш пансион. А како ќе докажеме дека не сме го авдели змија ние? Па ја внесе некој змијата од нас? Не, најбитно е никој да не биде каснат. И да ја коста жив. Ама ништо лошо не сум Мојте да кажувал. паничите, сигурно е некој смокче. Ти текнува порано кога ме касно змија. Ми текнува како да не ми текнува. Кај е змијата сега? Беше на рецепција. Идеше ваќе директивно у мене, ама јас сум побегнувал во заден моменту. Како да ти кажам, ние си чекаме цел автобус овдека гости од Албанија. Аха, ич не е проблем. И гости нека бујрум дојдат. Проблем ја. Да, ама си имат спремено настап луѓето, песни. Кој дојде, настап, динг-динг, ја платам. Горе и газдарица Преслава, сака да ја пее целувките на Ана.
Neka pее кој што сака. Ја немам проблем со музика. Све музика сакам. Да, ама